Мирно помина протестниот марш на ВМРО ДПМН од Кичово, кој беше под мотото Македонија ќе победи. Опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски повеќе го спомена премиерот Зоран Заев 10 пати, отколку именувајќи се самиот себе си 7 пати. ВМРО 10 пати, додека СДСМ 6. Но овој собер Македонија 34 пати, а Европската унија или ЕУ ги проговори 18 пати. Мицкоски на подржувачите им кажа дека е можно и на 30 септември да не се произнесе состав за референдумот. Народот рече сам треба да одлучи што ќе прави. Како да едва и чекаат да направиме некаква грешка, како да навиваат да го направиме погрешниот чекор, да се истрчаме, да влеземе во замките кои секојдневно ни ги поставуваат. За да речат, видовте, сите се исти, ово е таков, и Мицко е таков. Нема да им дозволиме и длабоко ќе ги разочараме. Имаме план и размислуваме алгоритамски. Кој е Христијан Мицкоски да му каже на народот што треба да прави? Да се обидува да го замајува со скапи маркетиншки трикови и странски пиар советници. Кој ми го дал мене тоа право? Моментот кога одбрав да влезам во политиката, свесно одбрав да бидам слуга на тој мој народ и тоа ќе продолжам да бидам. Но затоа ги повика сите, дури и незадоволните од СДСМ заедно со ВМРО ДПМН да се спротивстават на, како што кажа, штетниот договор со Грција, кој вкупно го спомена 9 пати. Неговиот говор траеше речиси 40 минути. На 9 листови хартија од кои Мицкоски читаше, доминира реченици со критика на работата на премиерот Заев и на неговите блиски соработници, нарекувајќи ги криминалната врхушка. Ако се побуните против сечата на дрва на Водно, ви праќаат багери одма да ве газат. Ако политички опонирате со аргументи, веднаш против вас се монтира случај и ве викаат на распрашување. Ако си ја сакате државата, веднаш, без двоумење, ќе ве вклучат во случајот 27 април, па може би и терорист ќе ве направат. Сепак Мицкоски рече се за влез во НАТО и Европската унија, но не на таков начин. Според него Македонија може да стане членка на ЕУ и без договорот потпишан во Преспа, но не може со руинирани училишта, болници и корумпирани институции.